Треба да си ја чуваме убавата автохтоната македонска песна, порача Нино Величковски по повод 40 годишното успешно постоење на музичката сцена во Македонија, но и во светски рамки. Голем број долгогодишни негови пријатели, колеги соработници беа дел од големиот концерт што се одржа во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев под мотото 40 години со Нино, песна, љубов и вино. Во рамките на концертот се емитуваа и бројни исечоци од архивирани видеоматеријали поврзани со кариерата на Нино и неговите соработници, а во фоајето на Националната установа беа изложени и дел од плакетите, дипломите и признанијата кои што Величковски ги добил во текот на 4-децениската музичка кариера. 270 снимки со октетот Куманово, безброј со моите кумановски тамбураши и солистички, не е тоа мал музички багаж и затоа и радоста и мојата среќа е уште поголема, со надеж дека уште ќе оставам за мојот град и за мојата убава Македонија. Тоа е еден спој на младост и на искуство, почнувајќи од еден Перо Христов преку нашата сограѓанка и моја драга Маргица Антевска до Виолета Томовска, која е првата дама на македонската народна музика, староградска, ако сакате. Тука се неодмиливат мој другар и познат и препознатлив Наум Петрески, со години се дружам со него, групата Боеми од Битола соработувам преку 30 години, моите кумановски тамбураши, ансамблот Табиет од Свети Николе беа мои гости и прекрасен концерт, среќен сум заради тоа, оркестарот специјално пријатели од Скопје кој специјално направи Александар и Дац, мои драги пријатели, со две музички номери Бабино девојче и така натака. Се на се не може да се иснижи еден музички живот 40 години во 2 и нешто часа, но јас сум среќен човек бидејќи успеав во намерата од идеја до реализација со помош на моите пријатели, пред се вас како медиуми, мои композитори, аранжери, автори на стихови, моите сограѓани, Центарот за култура, Фондација за култура и спорт, градоначалникот Максим Димитриевски, Советот на градот ми даде осесодна поддршка и затоа сум среќен човек. Сакам тоа да се случи и во Скопје, зашто да не ова се да се преслика и таму. Мислам дека има интерес, имам што да пеам, остана Бабино девојче веќе обнародени, свирете ми тамбури, уште еднаш љубовта, Стар Беќар, наши кумановски од Тумба Фест, и Сгде е жив Батко Ѓорѓија, па Зет дома Зет и многу песни не можам да ги избројам и многу тешко беше да се одлучам само за дел од тие песни. Да оставам еден амане дека кај ќе копнете во Македонија имате музика. Не ни треба примеси, сега музиката е секој си ја на свој начин доживува, овдека е толку инспиративно и толку богато фолклорно поднебје, да навистина не треба никакви примеси. Треба си ја чуваме убавата, автохтоната македонска песна. Тоа е мојот апел и чинам дека работам на тоа да го задржам тој стил на пеење, иако животот оди понатаму, има нови трендови, но да се базираме на изворот, односно на убавата македонска песна. Нино Величковски музичката кариера ја започнал далечната 1983 година заедно со Октет Куманово. Со првата песна "Кажи ми Лено душо", музика и аранжман на Миодраг Божиновски Мичо, текст на Љубе Цветановски. И од тогаш широко беа отворени портите на македонската фолк сцена, се потсетува Нино. Само пофални зборови за својот колега од Октет Куманово упати и авторот на монографијата за Октет Куманово, Петар Николовски. Нино е неуморен, голем оптимист кој што со својот талент успеа да се издвои од останатите во Октет Куманово и самостојно кариерата да ја гради и надвор од Македонија, вели Николовски. Производ на Октет Куманово, бидејќи Октет Куманово има сигурно повеќе од 40 години како беше активен на почетокот, но умеѓу време Нино полека неговиот таленат се издвои во групата Кумановци, Октет, и полека тој ја креираше својата кариера, нормално поддржуван од нас, а и ние го доста позувавме покрај нашите настапи како Октет од 8 души, да има и Нино некоја поединачна точка, бидејќи тој е по природа голем забавувач, козер, така да без Нино нема весела атмосфера. Било за време на некој концерт или обично после концертите некоја дружење во некоја кафана, ресторан или при патување надвор од Куманово. Ние доста патувавме во околина, во Србија, Хрватска и така натаму. И сигурно дека за време на тие патувања многу фини
доживувања имавме. Нино е неуморен, значи голем оптимиста и едноставно речено никој пат не сум го видел нешто да не е расположен, односно некоја непријатна случка што имал да ја пренесува. Јас со Нино многу сум се дружил, не би сакал да издвајам од Октет Куманов, али едноставно речено околу монографијата што ја пишував за Октетот и така натаму, размена на материјалите и тоа е отприлика нормално најповеќе со покојниот Миодраг Божиновски, раководителот на Октет Куманово, но секако дека Нино беше една од помаркантните делови од Октетот Куманово и тоа едноставно многу ми е драго. Ја вечерва се уште Нино го немам овдека видено, но ќе му честитам од се срце за овој негов успех во неговата пејачка кариера. 16-годишната соработка на Нино со председателот на Светската тамбурашка асоциација доктор Јован Пејчиќ резултираше со доделување на специјално признание за негување на тамбурашката песна. Sa Ninom Veličkovskim sarađujem već 16 godina i imam veliko zadovoljstvo da sam večeras u Kumanovu i ujedno imam i lepu dužnost da ispred Svetske tamburaške asocijacije večeras uručim najviše priznanje koje Svetska asocijacija dodeljuje jednom pojedincu za zasluge na očuvanju, napređenju, negovanju muzike, u ovom slučaju tamburaške muzike. To priznanje ovog momenta stiže u Makedoniju, u Kumanovo i ide u ruke Ninu Veličkovsku. На присутните во салата им се обрати градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, гостинот од Нови Сад доктор Јован Пејчиќ, председател на Светска тамбурашка асоцијација и директор на Тамбурица Фест Нови Сад, како и Миро Маринковиќ, председател на Европскиот тамбурашки сојуз, а на видео бимот се обрати Мичо Мирановиќ, уметнички директор на Тамбурашкиот фестивал во Биелополе. Чест ми е да бидам овдека заедно со сите мои сограѓани да го проследиме юбилерниот концерт на нашиот сограѓанин Нино Величковски, 40 години представник на нашиот град, на сите културни збиднувања во нашиот град, во нашата држава, во регионот и пошироко. Сакам да му честитам од моје лично име, од име на сите наши сограѓани, да му посакам добро здравје, среќа и уште многу успеси. Нино е репрезент на кумановската музика, култура и има оставено еден траен белег во целиот тој мозаик кој што го креира не само тој, туку и голем број на кумановчани кои што се вградија во неговите дела, почнувајќи од Октет Куманово, заедно со нашиот познат композитор Миодраг Божиновски и плејада на пејачи од македонската естрада. Вечерва ќе уживаме во убава музика, сигурно и во звукот на тамбурата, бидејќи тој е познат по голем број на песни кои што се придружувани од тамбураши и верувам дека ќе има и голем број на своји пријатели, блиски гости кои што исто така на еден начин со песна ќе му дадат признание за целото негово творештво и сите оние достигнувања кои што ги има постигнато годините на нас. Величковски е организатор на меѓународниот тамбурашки фестивал во Куманово, а беше директор и на Фондацијата за култура и спорт при општина Куманово.